Добре дојдовте на видеосесијата посветена на продажбата и како изгледа интеграција на материјално со финансиско работење во Microsoft Dynamics NAV. Јас сум Венко Глигоров, управител на Логин системи, овластена компанија за изведба на Dynamics NAV решенија. Ова е прв дел на видеосесијата, каде што повеќе ќе се осврнеме на теоретската подршка на процесот на продажба и прегледот на екрани во Dynamics NAV. А во вториот дел ќе прикажеме и практична изведба во живо на креирање продажна порачка и нејзино книжење преку испратници фактура и ажурирање на магазинската книга и главната книга во сметководството. Ниедна компанија не работи изолирано и таа зависи во многу од добавувачи и купувачи, ако работи се разбира во пазарни услови. Од добавачите набавува производи, услуги, а тие ги обработува, ги складира, произведува и потоа ги продава на купувачите. Ако ја видиме продажбата како изгледа во контекстот на бизнисот и активностите, ќе прикажеме шематски приказ адаптиран шематски приказ на конкурентската предност што ја има објавено Майкл Портер, еден од татковците на стратегија и конкурентска предност. Набавките се први, тие се складираат во магазини, ако има производство или асемблирање, се прави производство, готовите производи се складираат и потоа доаѓа маркетингот и продажбата за да откако ќе се продаде одреден производ или услуга се врши сервис и грижа за купувачот. Овие активности се наречени примарни активности, бидејќи тие всушност ја креираат вредноста на компанијата и се разбира го креираат профитот, ако трошоците се помали од самата продажба. Без компанијска инфраструктура, всушност, овие примарни активности не може да се изведуваат и таа компанијска инфраструктура се состои од менеджмент и организација, финанси и сметководство, човечки ресурси, како и информатичка технологија и комуникацијска. И овие активности се наречени поддржувачки активности, кои што ги поддржуваат примарните активности. Како што кажав претходно, на оваа видеосесија главен збор ќе има продажбата. Иако се нарекува продажба и маркетинг, ова се два процеси кои што може да се додирнуваат, може да се изолирани, меѓутоа најчесто се интегрирани едни со друга. Во маркетингот треба да генерира интерес за производите и услугите, а самата продажба треба да ги продаде тие производи на купувачите и се разбира така се постигнува резултат кој што е преточен во пари ако самиот производ и услуга се наплатат. Ова со други зборови се нарекува продажна инка и таа е посебно карактеристична во учебниците на Филип Котлер, професорот Филип Котлер. Да преминеме на тоа како се изведуваат овие продажни трансакции во Dynamics NAV, бидејќи маркетингот не е дел на оваа видеосесија, иако во Microsoft Dynamics NAV постои посебен модул за релација со купувачи и добавувачи, се вика Relationship Management или Customer Relationship Management, скратено CRM. Се тргнува од понудата, се состава продажна понуда или евентуално се составува рамковна порачка која што на некој начин договор долгорочен од неколку месеци, една година и повеќе години со кој што се презентира на потенцијалниот купувач. Ако се прифати договорот или понудата, тие се претвараат во продажна порачка која што е основата на работењето на Dynamics NAV. Откако ќе се изврши испорака на производот или услугата, се книжи испратница и оваа испратница потоа влегува во листа на книжени испратници и соодветно се ажурира артиклот и залихат. Ако е услуга,
залихата не се ажурира, меѓутоа се ажурира артиклот. После испорачувањето законски е, а и не само поради тоа што е законски, него од бизнес аспект е потребно да се фактурира за да може да се наплати соодветниот производ или услуга. За таа цел се книжи фактура, која што влегува во листата на книжени фактури и при тоа се ажурира секако артиклот, меѓутоа се ажурира и сметковниот план. Дури во оваа фаза всушност се ажурира главната книга и ако можете приметите, тука се јавува првото интегрирање помеѓу материјалното или магазинското работење и главната книга, односно сметководството. Кај одредени компании овој процес е одделен, било заради тоа што немаат интегриран информатички систем или заради тоа што така го бара сметководственото биро, самата компанија да си го води магазинското работење, а потоа документите се даваат на бирото кое што врши обработка на фактурите од финансиски аспект и со тоа се ажурира главната книга. Кога се книжи фактурата, се ажурира и картичката на купувач, за да можеме да знаеме салдото во секое време на купувачот. Следен процес кој што се одвива после изведба на фактурата и во зависност од условите за плаќање е заведување на уплатата од купувачот и при тоа со заведувањето на уплатата се ажурира, што е втората интеграција помеѓу материјалното и финансиското работење, се ажурира салдото на купувач, и тоа се ажурира и главната книга преку намалување на поборувањето од купувачот. Со ова можеме да видиме дека со ваквата поставеност Dynamics NAV обезбедува системот да работи во реално време, односно во секој момент да имаме информација и за купувачите, и за добувачите, и за залихата и сите тие трансакции да бидат уредно заведени во главната книга од сметководството. ЕРП системите на тој начин овозможуваат поддршка на растот на фирмата, бидејќи не треба да се менува систем ако фирмата е мала и има одвоени системи. Во моментот кога ќе почне да расте, да се водат првите проблеми и да има незадоволство кај купувачите. Исто така голема предност кај ЕРП системите е тоа што се овозможува да се постават хиерархија на овластени пристапи и така наречени роли, со што секој во фирмата си го има својот удел во работењето со системот. Па еве да видиме како изгледаат екраните, бидејќи рековме дека продажната порачка е всушност основата на започнување на продажната трансакција во Dynamics NAV. Ако го иземеме работењето со CRM, кој што некои компании може да го користат, некои компании може да не го користат, всушност може да имаме поголема листа на продажни порачки, некои чекаат на одобрување, некои се чекаат на прием на производи од добувачите, за да може потоа да се испорачаат. Подетално или структурата на овие продажни порачки во форма на картичка може да се види од екранот. Всушност, картичката на продажна порачка е по структура иста како било која картичка, дали е тоа конто, дали е тоа купувач, добувач или некој друг елемент. Во горниот дел се јавува алатникот или рибон во кој што се наоѓаат главните команди поврзани со самата листа која што во централниот дел од екранот. Овој алатник е контекстно сензитивен и зависи, се разбира, од типот на листата која што е избрана. На десната страна се дадени брзи факти кои што исто така се контекстно сензитивни, односно во зависност од тоа која продажна порачка е избрана, на десната страна се дава статистика за купувачот и детали за купувачот, ако е потребно да дополнително корисникот на програмот дополнително да дознае информации околу самиот купувач. Од левата страна секогаш е менито
личи на Microsoft Outlook, а целиот екран во многу личи на другите програми од едицијата на Microsoft Office. Ако сакаме да погледнеме продажната порачка, се разбира двојно кликнуваме на порачката и се отвара картичка на продажна порачка, која што се состои од повеќе делови, секако во најгорниот дел е алатникот или рибонот, карактеристика на сите екрани во Dynamics NAV. Потоа е заглавието на продажната порачка, во кој што се наоѓаат информации кои што се типични или карактеристични за целосната порачка и се разбира се излистани линиите, како и сумарните информации за продажната порачка. Во долниот дел на екранот има затворени, така наречени затворени табови, кои што може да се отворат со кликнување на ова стрелче тука, а се разбира отворените табови може да се соберат со кликнување исто така на ова стрелче тука. Од десна страна постојат брзи факти кои што секако се во контекст на самата продажна порачка и на купувач, па така има историјат на продажни активности, кои се тековни продажни понуди, тековни продажни порачки, книжени фактури и слично. Ова беше само првиот дел од и теоретскиот приказ на процесот на продажба и како тој се изведува во Microsoft Dynamics NAV. Оние кои што сакаат подетално или во живо да присуствуваат на презентација на логин системи во врска со Microsoft Dynamics NAV, може да посетат страницата Настани www.loginsystem.biz и да го регистрираат своето присуство на некој од наредните настани што организираат логин системи. Се разбира, повеќе информации и следни чекори може да се најдат на сајтот на логин системи и расположили сме на сајтот се дадени информации со расположивост по кои канали може да стапите во контакт со нас за да евентуално почнеме соработка или да узнаете повеќе за ERP системите базирани на Dynamics NAV. Ви благодарам за вашето внимание и се надевам дека имате појасна представа за тоа како работи продажбата во Dynamics NAV и како се изведува